Последниот разговор денеска во студиово ќе го водам со доцент доктор Андреј Петров од болницата Аџи Бадем Систина, а ќе биде секако за актуелната состојба со пандемијата, но и сезонскиот грип кој што не очекува. Прица, добре ни дојдовте во емисијата, доктори. Еве влегуваме во една нова фаза, се очекува нов пик, нов бран на новозаразени. Какви се проценките и какво сценарио да очекуваме? Добро, ние може да го очекуваме она што и целиот свет го очекува. Тоа е дека со есента, со заладувањето на температурите, со активирањето и на оние други респираторни инфекции ќе почне да се зголемува и бројот на заболени. И тоа е нешто што нема да биде поштедени, имајќи ги предвид и проекциите кои ги даваат, па дури и нашите надлежни институција, гледајќи ги бројките, бидејќи ги гледаме, очигледно е дека ќе мора да се соочиме и ние како доктори во болниците што работиме, меѓутоа и граѓаните да бидат спремни дека тоа е нешто што ќе се случува и дека треба да се спремаме да се соочиме со тоа. Така, овој период што сега доаѓа е многу специфичен, токму од таа причина што ќе се вкрстува сезонскиот грип со ковид заболувањето и пандемијата и има голем број на новозаболени. Значи, како ќе се детектира кој е заболен од ковид, а кој од сезонски грип, затоа што симптомите се многу слични кај двете заболувања? Тоа ќе биде тежок предизвик пред се за колегите кои работат со респираторни инфекции, за пулмолозите, за инфектолозите, меѓутоа во исто време ќе биде предизвик и за лабораториите да ги детектираат тие вируси. Ние имаме, да кажем, кај нас во нашата лабораторија развиена една нова можност која сега ја нудиме на пациентите, тоа е да двете во едно ги детектираме со еден нов тест, со PCR тест кој се зима бриз од грлото или од носот и потоа се анализира и на тој начин се возможува не да се детектира само едниот вирус, да речеме дали е ковид или е грип, туку ако постојат и двата вируси да се детектираат и со тој поекенаменски тест и двата вируси, така да во суштина идејата е да се поедностави целиот процес, да не се и да се добие време, што е многу важно, да. Да, да се добие време заради тоа што знаете како пациент може да се чувствувате фрустриран ако одите на едно место па гледате дека сте негативен на тоа, а симптомите продолжуваат, па потоа продолжувате, треба да се испита, да, што е тоа. Генерално никој не сака да оди во болници многу често, особено во овој период, и затоа е добро да тоа се поедностави и овие можности кои ги даваат новите, да кажам, технологии кои ги развиваат многу брзо, рапидно овие водечки лаборатории во светот овозможуваат да се заштеди време, да се поедностави процедурата и да се фати болеста на самиот почеток. Така да мислам дека симптомите сами по себе, иако има нијанси кои ги разликуваат за граѓанинот, за тоа е нешто што тој самиот не би можел да го заклучи. Докторите често пати влегуваат во диагностички тешкоти да диференцираат нешто и затоа е добро да овие лабораториски процедури се поттикнат и тоа е тренд во светот, не само кај нас кој треба да се понатаму продолжува. Да, и ве кажавте дека во вашата болница веќе го воведовте тој нов PCR тест кој што овозможува истовремено да се добијат резултати дали некој е заболен од ковид или од некој друг грип. Кажавте дека се зема со бриз, за колку часа се добиваат резултатите? Практично тој тест функционира за 24 часа, пациентот ќе ги има својот резултат ќе го има и тоа е само дополнување на онаа серија на тестови која ние ја имаме. Тоа е, да речеме, четврти тест кој отприлика го регистрира ковид. Покрај оној брзиот молекуларен тест, ние имаме тест со кој можеме за 2 сати да диагностицираме пациент со ковид, со PCR технологија. Покрај оној тест само на ковид со PCR, исто така со молекуларна технологија кој може за 24 часа да биде. Покрај тестовите со антитела кои ги промовиравме уште на самиот почеток. Ова е четврти тест кој дава можност не само да се детектира коронавирусот, туку во исто време ако е присутен вирусот на грип, да се детектира и тој, или доколку не е присутен коронавирусот, а може да се детектира вирусот на грип, на инфлуенца А и Б, што е огромна предност, бидејќи на тој начин прво се скратува времето, се поедноставува процедурата, се штедат пари заради тоа што не мора да одите
да правите тест по тест и да со тоа на некој начин правите и трошок. Ова е нешто што се трошат да и пари, финанси, но и време. Ова е нешто што да кажеме дека ние како болница го нудиме за истата цена како што беше ковид, само тестирањето на ковид. Значи практично една нова можност која пациентите би ја добиле за истите средства кои би ги потрошиле ако се тестираат на COVID 3000 и нешто денари, 3800 денари, така. Така, започна со работа градинките, дел од нели децата што следат оделенска настава исто така одат во училиштата, што е специфика исто само по себе. И во тој контекст, колку мислите дека ваквиот нов PCR тест кој што возможува детекција во исто време и на COVID, но и на вирусот на сезонските грипови, ќе биде клучен за непречено одвивање или на наставата во училиштата, градинките, но и луѓето кои што одат на работа. Па многу е добра можност затоа што вас ви треба широк скрининг, особено сега кога ќе почнат оние респираторни инфекции на кои никој од нас не е имун и секоја година ние поминуваме низ истот. Има да кажем бројни вируси кои знаат да дадат слична симптоматологија и сега не е секоја настинка предизвикана само од грип или од коронавирусот, има бројни вируси кои тие ги предизвикуваат, има и бактериски инфекции исто така кои може да предизвикуваат таков тип на одговор на организмот. Така да ова е добро затоа што може да се на некој начин фатат повеќе такви потенцијални предизвикувачи со само едно тестирање. Значи тоа не е нешто инвазивно, се зема обичен бриз од носот или од грлото и на тој начин тој се анализира и може да се направи нешто што за кратко време ќе овозможи да имаме преглед, да имаме ситуацијата. Логично е, таму каде што има деца, таму каде што има голема фреквенција на луѓе, дека ќе има и поголем број на респираторни инфекции и веројатно фокусот треба да биде и на здравствените власти, меѓутоа и на системот и на целата држава, да таму се следи состојбата, а нема подобар начин да се следи од тоа да овие работи лабораториски се детектираат. Да, нема поточно од тоа. Спомнавме дека симптомите се многу слични кај сезонскиот грип и кај се извинувам, и кај сезонскиот грип, но и кај ковид пандемијата. Сега ако во обични години кога немало пандемија сме ги игнорирале тие симптоми и сме биле подложни на домашно лекување или чајчиња, витамини. Сега ќе мора секој симптом веќе да ни биде аларм да се јавиме и да направиме испитување пред се за да го заштитиме јавното здравје на останатите. Па да, мислам дека треба да се следат препораките на докторите и на здравствените власти и да не се импровизира, значи затоа што на тој начин може да се нанесе само повеќе штета. Ние сме сите на некој начин склони да правиме домашни залихи на лекови, да земаме само иницијативно некои работи што сме ги прочитале или што сме ги слушнале од интернет и така натаму. Меѓутоа во суштина оваа битка е сериозна битка и треба да се верува само на утврдени доктринарни ставови, да не се шират шпекулации, затоа што луѓето се склони да веруваат на голем дел од тие непроверени работи што ќе ги слушнат. Заради тоа моја препорака е да се следат препораките на матичните доктори, препораките кои ги даваат државата, телата, работните групи кои се формирани за таа намена, бидејќи тоа е нешто што е со најмал ризик да сгрешиме, со најмала можност да се направи некаква потешка, да кажам, последица и затоа мислам дека пациентите треба да се држат до тоа, да не секогаш да се отиде можеби на доктор заради ситуацијата, меѓутоа постојат низа други форми кај што може да се добие мислење. Постои можност да речеме во голем дел од болниците како што е нашата на онлайн консултации. Ако не сакате да отидете на доктор, не имате желба да не се, значи, односно се плашите да се изложувате на контакт со поголем број луѓе, можете тоа да го направите со онлайн консултација користејќи компјутер во домот кој најголем дел од граѓаните го имаат. Така да тоа е нешто што е посигурниот начин. Се друго, земањето на разни суплементи во исхраната, витамини, може да предизвика и одредени дисбаланси за кои голем дел од пациентите не се ни свесни дека се предизвикуваат, затоа што на крај крајшта работата е во
во дозата, можете да направите дисбаланс кој ќе нанесе и штета, не само корист. Да не бидеме сами свој лекар, како што умееме да кажеме, но сите знаеме и она стара, добро позната изрека дека подобро е да се спречи отколку Секако, да се лечи. во право сте, Кога да. зборуваме веќе дека се појавуваат симптоми, треба секако да се консултира стручно лице, но во однос на превенција, еве како совет би дале до сите за да се заштитиме, нели, да го зачуваме имунитетот, особено во оваа специфична фаза, кога ќе бидеме изложени и на тие вообичаени респираторни инфекции кои што се надвор од Мислам, најдобро е за превенцијата, секогаш е најдобро, тоа е точно. Подобро е нешто да се спречи отколку да се лечи, од сите аспекти е подобро. Треба да се спроведуваат сите оние препораки кои ги дава и Светската здравствена организација и оние водечки институции во светот кои се бават со оваа проблематика. Потребно е да се држи дистанца, онака како што ние да речеме ја држиме тука во студиото на задоволителна дистанца, за да тоа биде безбедно за двајцата или за неколку луѓе кои се во комуникација. Треба да се користат заштитни маски кога се влегува во простори, во банки, во шалтери, во болници, на сите оние места каде што има повеќе луѓе. Треба да се избегнуваат масовни настани кои не може да не донесат ризик, бидејќи се знае дека таму каде што е шансата повеќе луѓе може да предизвикаат секогаш поголем пренос на инфекцијата. Така да сето тоа се работи, да се држи хигиена на рацете, сето тоа се работи кои треба да се спроведуваат и да се, кога се има симптоми, да се отиде на доктор и кога се има симптоми да не се изложуваат другите луѓе на контакт со личноста. Тоа е една здравствена култура која секој човек треба да има. Да, се чини дека тоа, особено оваа есен и оваа пристојна зима, треба да ни биде императив на сите. Па секоја година е позната по нешто и носи некој нов предизвик. За жал оваа година донесе корона инфекцијата. Тоа е глобален светски проблем и ние треба да сме свесни дека тоа нема наеднаш да помине, дека тоа ќе трае. На многу мина и колеги, и пријатели, и пациенти кога пред некаде на стартот на оваа болест и посочувавме дека ова е нешто што ќе трае и дека бројките ќе бидат драстично поголеми од оние што обичните граѓани ги очекува. На почетокот го гледаат тоа со недоверба, меѓутоа денеска се сите свесни за што сме зборувале тогаш и се сите свесни дека се работи за сериозен проблем кој само заеднички можеме да го победиме. Докторите, пациентите, општеството, сите заедно, на крај крајшто целиот свет е ставен во битка со оваа болест. Да, тоа се тие сценарија на почеток кои што ни изгледаа неверојатни, но сега веќе ни стануваат реалност и сакаме, неќеме се соочуваме со нив, а само со заедничка одговорност, како што кажавте, можеме да се бориме против ова. Доктор Андреј, јас ви благодарам за гостувањето и еве што ни овозможивте да им донесеме и убави вести на гледачите, а тоа е дека оди напред технологијата и ги имаме сега веќе и овие PCR тестови кои што овозможуваат истовремена детекција на некој сезонски грип и инфекција со коронавирусот. Во иднина ни понатаму продолжуваме да соработуваме со вашата болница. Ви посакувам да имате што помалку работа, а на сите што не гледаат, ете уште еден апел да внимаваат на своето здравје и на здравјето на останатите. Благодарам што ме поканите, ми беше задоволство кој секогаш. Ви благодарам уште еднаш, а со разговорот со доцент доктор Андреј Петров го завршуваме денешното издание на нашата утринска програма. Ви благодариме што бевте заедно со нас. Се гледаме утре во 7 часот и 30 минути, а вие проследите ги вестите на телевизија Алфа, што следат по рекламите.